Почитувани присутни, дами и господа, благодарам на Фондацијата Метаморфозис за поканата да се обратам на овој настан, посветен на исклучително важна тема. Дезинформациите не се ништо ново, бидејќи се стари колку и човековата историја. Нова е само брзината и опфатот со кој се шират во нашево дигитално време, преку социјалните мрежи и медиуми. Пандемијата на COVID-19, руската инвазија на Украина и економската и енергетска криза ја покажаа не само моќта на дезинформациите да се шират лесно, туку покажа и колку е тешка борбата за нивно препознавање и сузбивање. На глобално ниво има три двигатели на дезинформациите. Прво, човековата тенденција да им веруваме на оние информации што го потврдуваат нашиот светоглед. Дигиталните алгоритми само го засилуваат овој ефект, бидејќи ги изолираат луѓето преку процесите на информирање со филтрирани информации, според интересите кои тие самите ги изразили на дигиталните платформи, на тој начин, формирајќи така наречени информацијски меури, во кои тешко пробиваат ставови поинакви од нашите. Филтрирањето на различните, па и на спротивните мислења, придонесуваат за вкоренување на одредени предрасуди и вредности, со што се зголемува недовербата и се продлабочуваат поделбите во општествата. Второ, ширењето на дезинформациите е поврзано и со инстантната глобална комуникација и при тоа инстинктивно вниманието ни го привлекуваат информациите што предизвикуваат страв и несигурност. Трето, можеби и најголемиот проблем со ширењето на дезинформациите е се почестата појава на сомнежи во мислењето на науката и експертското знаење, што го доведува во прашање постоењето на објективната вистина, тренд кој станува се повидлив на глобално ниво. Ова според мене се трите двигатели на дезинформациите на глобално ниво, но кај нас според мене има два дополнителни фактори. Прво, закочените европски интеграции. Народот е уморен од чекање. Резултатите од истражувањето на Метаморфозис покажуваат дека најголем дел од македонските граѓани се согласуваат нашата земја да влезе во Европската Унија, но не по цена на компромиси со соседните држави. Второ, поради закочените интеграции, ние со години, наместо со суштински европски реформи, се бавевме со самите себе. Тоа негативно се одразува на функционалноста на институциите и владењето на правото во земјава, што создава плодна почва за ширење на дезинформациите. Гледаме дека цената која поради тоа ја плаќаме е огромна. Незин највидлив и најдевастирачки аспект е иселувањето на младите. Според истражувањето на Метаморфозис, дезинформациите се опасни и по јавното здравје и животот на луѓето. Еве само неколку бројки кои запрепастуваат. Над 60% од македонските граѓани веруваат дека светските сили го создале COVID-19 заради економска и политичка корист. Половина од граѓаните веруваат дека светските елити го создале вирусот за да го намалат бројот на луѓето на планетата. Над 45% не веруваат во постоењето на вирусот и сметаат дека наративот е дел од некаков си заговор на светската елита за да ни ја одземе слободата. Поради овие дезинформации, многу наши граѓани платија со своето здравје, а 9300 и со своите животи. Дезинформациите ги подкопуваат демократските вредности. Кампањите за дезинформирање ја поларизираат јавната дебата, негативно влијаат врз политичките процеси, ја нарушуваат довербата на граѓаните во институциите и ја еродираат општествената кохезија. Сведоци сме на истражувања во последниве години дека големо мнозинство од младите во Северна Македонија имаат наклонетост кон лидери со цврста рака, односно политичари со авторитарни тенденции. Ова, меѓу другото, е директна последица на поддршката на авторитарните наративи, што се шират преку дезинформациите. Дезинформациите се насочени и против нашата евроатлантска ориентација. Особено на почетокот на руската инвазија на Украина, особено по почетокот, Северна Македонија е мета на кампањите на дезинформации, што имаат за цел да поттикнуваат антизападно расположение кај македонските граѓани и да заговараат нејасни алтернативи на европските интеграции. Поради нивниот потенцијал да ги подкопуваат стратешките определби, дезинформациите во одреден контекст
можат да придонесат за дестабилизирање и на самата држава. Почитувани присутни, најдобра заштита од кампањите за дезинформации и од малигните геополитички влијанија е постоењето на општествена, системска, медиумска, но пред се лична отпорност кон дезинформациите. Неопходен ни е заеднички пристап на национално ниво со консензус на клучните политички чинители за справување со дезинформациите. Мораме да градиме култура на критичко мислење, бидејќи критичкиот ум што ги проверува и преиспитува информациите е најголемата одбрана од дезинформациите. Затоа треба да ги поддржиме иницијативите за медиумска писменост, не само на младите, туку на сите генерации, бидејќи и пандемијата, а сега и војната во Украина, покажуваат дека и возрастните се подложни на дезинформација. При тоа не смееме да изгубиме од предвид дека борбата против дезинформациите е истовремено борба за заштита на фундаменталните слободи на говор, на мисла, на совест и на уверување. Наместо едноумие, треба да градиме демократски амбиент во кој преку различни мислења и погледи, не преку пропаганда, ќе доаѓаме до вистината. А вистината е базична претпоставка за да има доверба меѓу луѓето и доверба на граѓаните во институциите. Без тоа нема прогрес. И благодарам.